За време на Втората светска војна, овдека во Пајкомало се случувале настани кои што можеби најдобро го отсликуваат стремежот на македонскиот народ и желбата после векови и векови робство да има сопствена држава. Ќе ви кажам една приказна која што претпоставам многу малку од вас ја знаат, меѓутоа е многу интересна и е тоа една моја можеби лична или фамилиарна приказна. Просторот позади археолошкиот музеј, ако се движите нека комерцијална банка, ќе видите еден мал објект. Тоа е практично влезот на старата куќа на дедо ми Серафим Видовски, првоборец, кој што за време на Втората светска војна со своите пријатели, својата електричарска работилница овдека во центарот на Скопје, каде што се наоѓал, да речеме, кај што било и седиштето на бугарската фашистичка полиција во тоа време, организирал илегална работилница која што за потребите на партизанските одреди успешно произведувала нагазни мини, експлозивни направи. Сега ќе ви покажам како изгледа тој простор денеска. Ова е влезот, најчесто за жал оваа врата е затворена бидејќи никогаш не сме имали интерес да посебно да ја покажеме нашата историја. Овие скали надоле влегуваме во подрумот. Сега гледате ова еден мал симпатичен музејски комплекс. Ова е макетата на куќата на Серафим Видовски и објектот каде што мојата мајка израснала. Еве ги темелите на старата куќа. Тука била работилница, како што кажав, електричарска, се поправале разни работи. Меѓутоа, навечер, од превозот на ноќта се случувале едни интересни процеси. Се произведувале, да речеме, вакви нагазни мини, кои што потоа се употребувале во организираната борба против окупаторот. Радиостаници кои што биле поправани, разни радија. Многу често бугарската полиција влегувала во овој објект, имали информација од ушници, претпоставам дека тука нешто се случува, меѓутоа многу пати не успеале ништо да најдат. Динамитите што ги чувал биле скрини во јаглен, кој што тогаш го користеле за грејење на куќата. Тука се уште е зачувана војната опрема која што ја користел. Сандаци со оружје кои што биле складирани овдека во центарот на Скопје. Заради ова своја работа, дедо ми 3 пати бил апсен од бугарите, 2 пати завршил во затвор, заедно со своите многу добри другари Коце Металец и Васил Антевски Дрен. За жал, Дрен загинал во бугарските затвори, дедо ми успеал да избега и потоа повторно да се врати во Скопје и повторно да ја реактивира ова работилница се до 13 ноември, односно денот на ослободувањето на Скопје.